Почитувани представници на медиумите, еве одлична шанса да слушнеме како Сдруженијето на пензионерите, постарите граѓани ги примаат овие мерки кои што ги спроведуваме во рамките на владата. Ние од страна на Министерството за здравство, една од мерките кои што директно ги засега постарите граѓани со оглед на тоа што се многу често со хронични болести и често користат хронична терапија е укинувањето на квотите во аптеките ширум државата. Е веќе трет месец и снабдувањето со лекови оди одлично. Нема повеќе кризи, нема повеќе гужви, турканици. На почетокот на месецот има лек на рецепт во било кој ден од месец. Нема потреба од стварање на домашни аптеки, нема потреба од земање лекови на рецепт на некој близок од семејството и на некој начин на анализите кои што сега ќе ги прикажеме во јавноста заради проверката на сите податоци од изминатите 3 месеци укажува дека постојат региони во кои што издавањето на рецепти дури се намалува. Значи, очекуваме у регионите да се намали трошокот кој што Фондот за здравствено осигурување го има за снабдување на аптеките со лекови кои се издаваат на рецепт. Една друга мерка која што директно исто така ги засека постарите граѓани е бесплатната вакцина против грип, кој што втора година поред Министерството ја обезбедува оваа година за сите пензионери без разлика на висината на пензијата, понатаму за трудниците и малите деца до 5 години. Станува збор за најсовремена вакцина која што е 4-валентна, ги содржи сите можни причинители на грип, веќе се спроведува. Со оглед на големиот интерес, ние обезбедуваме и дополнителна количина на вакцини кои што ќе биде дистрибуирана во здравствените домови и секој на кој што е наменета може преку матичниот лекар да закаже термин во соодветен термин во здравствениот дом. И уште една мерка која што исто така директно се однесува на оваа група на граѓани е ослободувањето на партиципацијата на сите пензионери со подпросечна пензија. Ова се процеси кои што ги водиме вака отворено, инклузивно со сите заинтересирани групи, со сите чинители. Сакаме да разговараме, да слушнеме, да видиме кои се предизвиците, проблемите со кои што се соочуваат и така да ги креираме политиките заеднички. Благодарам.